Сите рокови се пробиени, трпението на граѓаните е при крај. Длабоката политичка криза во Македонија треба побрзо да заврши. Уставниот суд мора уште еднаш да се изјасни за уставноста на законот за специјалното јавно обвинителство. Недозволиво е повеќе од 8 месеци да трае таа постапка и правдата да се држи во заточеништво. Ова беа зборовите на Зоран Заев на денешниот прес одржан по синоќешното јавно обраќање на претседателот Ѓорѓе Иванов. Додека не се изјасни Уставниот суд за уставноста на законот за специјално јавно обвинителство, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските пратеници нема да учествуваат во работата на собранието. Заев нагласи дека опозицијата нема да го напушта парламентот, туку ги замрзнуваат активностите. Односно, опозицијските пратеници ќе бидат таму, ќе ја следат ситуацијата, но нема да учествуваат во работата на собранието. Ова го оцени како добронамерен чекор во интерес на решавање на кризата. Претседателот Иванов во синоќешниот говор истакна дека чекорот за аболицирање го презел за да ги смири тензиите, да спречи посериозни случувања, а се обрати и до политичките лидери кои не ја почитуваат институцијата претседател. Не смее да се дозволи цела држава и народ да биде заложник на карактерите, егото и личната омраза на овие неодговорни политичари. За такви не треба да има место на политичката сцена. На овие неодговорни политичари кои од мене барат одговорност, ќе им го порачам следното. Како претседател имам одговорност кон граѓаните кои ме избрале и кои ми дале легитимитет. Имам одговорност кон вооружените сили, чиј врховен командант сум. Имам одговорност кон државата на чие чело сум во овие тегобни и мачни времиња. И со таа одговорност, како и досега, така и во иднина, ќе постапувам единствено и исклучиво според Уставот и законите на Република Македонија. Заев истакна дека од Иванов синоќа биле изнесени многу сериозни обвинувања. Вели Пуч ќе открие се што требало да се открие. Нека одлучи дали Заев, Верушевски и другите, секако со тоа и СДСМ и коалицијата, ги гони за насилство врз високи представници на власта, барајки техничка влада и предвремени избори, или за граѓанска војна. Нешто од овие две работи но треба да одлучиш зашто тој не обвинува. Не може едно со друго да одат заедно. Сериозноста да кажат дека имал разузнавачки информации, дека при тоа ги знаел сите информации за граѓанска војна, ќе бидат само сериозни ако јавно ги објави сите документи и докази за таквите информации. Го повикувам јавно да ги објави. Либерално-демократската партија смета дека е неопходно да го повика господинот Ѓорѓе Иванов подитно да се поднесе оставка на функцијата претседател на Република Македонија, со што ќе спречи со неговите непромислени постапки дополнително да ја влошува и онака тензичната состојба во земјата. Од ЛДП потенцираат дека Иванов со вчерашниот говор ја поделил нацијата.